Уште од анемичните и слабо продавани Стило и Браво, на Фиат никако да му тргне во компактната класа. Сегашниот Типо успеа да поврати дел од купувачите благодарение на современиот пристап во конструирањето, представителниот дизајн и прифатливата цена, сето заокружено со пространата седан каросерија. Добро стартуваше и со хеджбек и караванските изданија, подоцна дополнати со протеренските крос верзии и иновативниот така наречен полухибриден погонски агрегат. Но дојде пандемијата, продажбата се преполови и не се поврати. Пазарот се сврте кон кросоверите и Фиат лани во Европа не успеа да продаде ни 12.000 примероци од Типо. Го спаси Турција, каде со пласираните 85.000 возила стана најдобро продаван автомобил. Но не за долго. Италијанците одлучија да се простат од него и место наследник да развијат што друго ако не кросовер. Фокусирани на тоа, решија да ја испровоцираат јавноста со гласините дека ќе го наречат со не баш популарното име Мултипла. За него скоро ништо не се знае, освен она што е сигурно, дека ќе ја има семејната механика од слично големите модели на другите марки на Stellantis и дека веројатно ќе остане да се произведува во Турција. Ако биде секако треба, деталите ќе ги дознаеме до крајот на оваа година, бидејќи е планирано да пристигне на пазарот идната 2026.